фрапантно однесување на специјалното јавно обвинителство. Немам друго објаснување, освен дека е однапред спремено сценариј да се изврши флагрантен притисок на судијата, флагрантен притисок на водењето на постапката, зачудувачки приговори, резултатот е повеќекратно казнување. Колку и судија да е трпелив, не навлегувам во тоа кој судија бил, јас мислам дека поинакво постапување не постои, едноставно законот не предвидува, се толерира агресивно, без правна основа на било која од странките кон судот. Така да не знам што е целта, мислев дека специјалното јавно обвинителство сака да ги води постапките, денеска ја обструираше постапката, го блокираше процесот со приговори кои што немаат правна основа. Но и вам не ви беше доставен записникот и вие споменавте дека ви е повредено правото, нели чувствувате дека и вие треба да го побарате од судот записникот? Заради вашето прашање должам објаснување. Не беа приговорите за тоа што не е доставен записникот. Записникот е доставен на сите. Приговорите беа заради одредени забелешки на записник. Забелешки на записник се доставуваат кон судијата кој што го направил записникот. На наши или на нивни забелешки, зборувам за обвинителите, судијата одлучува дали се основани и го коригира или не го коригира записникот. Многу проста, едноставна правна процедура. Не е забелешката на записникот било да потекнува од нас или од обвинителството, навреди кон судот, ваков е записникот, интелектуален фалсификат и така натаму. Тоа е притисок пар екселанс за водењето на постапката. Ако некој има проблем со судијата, законот дозволува изземање на судијата. Но ова е невидено во досегашната практика. Верувам дека никој, нити адвокат, нити обвинител, нешто вакво не е доживел. Ја навистина чувствувам, не знам како да се изразам, но вознемиреност од ваквиот начин на водење на постапката. Фер судење кон обвинети кој што ги имате во судница е прво и основно право кое што секој го има, но и обврска на обвинителот. Ова е далеко од фер судење. Вие влегувате агресивно во судница, го напаѓате судот, се однесувате како да вие сте тој што треба и да суди, и да води постапка, и да казнува. Навистина нема врска со вашето прашање. Зошто би обструирале сега? Која им е тоа ќе мора нив да ги прашате зошто би обструирале, но ако некој обвинува, сака да води судење, не сака да го запира судењето со постапки кои што врска да имаат во законот. Тоа е прашање сепак упатено за тој што обструира, не за нас.